Prvo poslanije na apostol Petar. Glava 1. Petar, apostol na Isus Hristos, do povratnicите rasprsnati po Pont, Galatija, Kapadokija, Azija i Vitanija, izbrani po predznajenjeto na Bog Otecot i osveteni od duhot za poslušnost i poprskuvanje so krvta na Isus Hristos, da vi se umnožat blagodata i mirot. Živa nadež. Blagoslovene Bog i Otecot na naši od Gospod Isus Hristos, koji po svojata golema milost ne prerodi preku voskresenijeto na Isus Hristos od mrtvite za živa nadež. Za nasledstvo što ne propagja, čisto, koje ne svenuva, zapazeno na nebesata za vas, koji Božjata sila preku verata ves očuvala za spasenije, prigotveno da se otkrije vo posledno to vreme. Zato raduvajte se, makar što može bi sega ke treba malku i da taguvate poradi raznovidni iskušenija. Ta vašata vera ispitana da izleze podragocena od netrajno to zlato, koje sepak se isprobuva preku ogan, za pofalba i čest i slava, koga će se pojavi Isus Hristos, kogo go sakate, iako ne ste go videle, i vo kogo veruvajći sega, a ne gledajći go, se raduvate so neiskažljiva i slavna radost. Primajći ja krajnata cel na vašata vera, spasenije to nadušite. Toa spasenije gobara i ispituva prorocite što prorekoja za vašata blagodat. Otkako ispita vo koje ili kakvo vreme im javuvaše duh od Hristov odnapred, koji beše voniv svedočejki za Hristovite stradanja i slavata koja ide poniv. Nim im beše otkrijeno, deka tije ne za samite sebe služat, tuku za vas so ona što vi se javi sega vam, preko onije koji go propoveda evangelijeto od neboto preku sveti od duh, i vo koje kopnejat da cirnat angelite. Povik na svet život. Poradi toa, возлюбени, prepашете ги колковите на умот свой, бидете бодри и имајте целосна надеж дека ќе ви се принесе благодата при јавувањето на Исус Христос. Како послушни чеда, не постапувајте веќе според поранешните ваши похоти, кога бевте во незнаење, но по примерот на светиот кој ве повика, и вие самите бидете свети во сите ваши постапки, зашто напишано е: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Ако го нарекувате Отец, оној кој непристрасно секому му суди според делата, тогаш поминувајте го времето на својот живот во страхопочит, знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте искупени од суетниот живот кој ви се предаде од татковците ваши, туку со скапоцената крв на непорочното и чисто јагне Христос, кој беше предназначен уште пред создавањето на светот, а се јави во последно време заради вас, кој преку него поверувавте во Бога, кој го воскресна од мртвите и му даде слава, та верата ваша и надежта да ви бидат во Бога. Откако ги очистивте душите свој со послушност кон вистината преку духот, за нелицемерно братолюбие, сакајте се еден со друг, постојано со чисто срце, како преродени не од распадливо семе, туку од вечно преку словото на живиот Бог, кој живее во сите векови. Зашто телото е како трева, и секоја човечка слава како цветот трева, се исушува тревата и цветот нејзин паѓа, но словото Господово останува за секогаш, а тоа слово е евангелието што ви беше објавено. Глава 2. Живи камења и свет народ. Отврлете пак од себе си секаква пакост и секаква измама и лицемерство и завист и секакво клеветење.
Како новородени деца бидете желни за вистинско и духовно млеко, та во него да пораснете за спасение, бидејќи вкусивте дека Господ е добар. Пристапете кон него, живиот камен, од луѓето отфрлен, но од Бога избран, драгоцен, вие кои како живи камења сте вградени во духовен дом, свештенство свето, за да принесете духовни жртви кои му се на Бога пријатни преку Исус Христос. Зашто во писмото стои напишано: Еве, на Сион поставувам камен темелник, одбран и скапоцен, и кој верува во него, нема да се посрами. Вам пак, кои верувате, тој ви е чест, а за неверниците, каменот што го отфрлиат зидарите, стана камен темелник. Камен од кој тие се сопнуваат, и камен на кој паѓаат, зашто не му се покоруваат на словото, за тоа се тие и одредени. Но вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени, за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. Вие, кои некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божи, кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Божии слуги, возлюбени, ве молам, како придојдени и гости, да се пазите од телесните походи што војуваат против душата. Однесувајте се достојно меѓу незнабожците, па тие кога ќе ве напаѓаат како злотворци, штом ќе ги видат вашите добри дела, да го прослават Бога во денот на посетата. И така, покорувајте се на секоја човечка власт, поради Господ, било на цар како на врховна власт, било на управители на негови пратеници, за да ги казнат злосторниците, а за да ги пофалат добротворците. Зашто таква е волјата Божја. Со добротворство да го замолкнуваме незнаењето на безумните луѓе, како слободни, а не како такви што ја употребуваат слободата како покривка за вршење зло, туку како слуги Божји. Почитувајте го секого, браќата сакајте ги, имајте страхопочит кон Бога, царот почитувајте го. Христовото страдање како пример. Слуги, покорувајте им се на господарите своји, не само на добрите и кротките, туку и на лошите, зашто тоа ви оди во прилог, ако некој од сознание за Бога поднесува скрб, страдајки несправедливо. Зашто каква е пофалбата ако трпите кога ве тепаат поради престапи? Но ако трпите кога правите добро и страдате, тоа му е угодно на Бога. Бидејќи вие сте за тоа повикани, зашто и Христос пострада за вас, оставајќи ни пример за да врвиме по неговите стапки. Тој не направи грев, ниту пак во устата негова се најде измама, кога на него хулеа. Тој не им одвраќаше со хули кога страдаше, не се закануваше, туку се подпираше на оној кој праведно суди. Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот во телото свое, та ослободени од гревовите да живееме за правдата, преку неговата рана се исцеливте. Зашто бевте како овци изгубени, кои немаат пастир, но сега се обративте кон пастирот и чуварот на вашите души. Глава 3. Должности на сопружниците. А така и вие, жените, бидете им покорни на своите мажи. Та ако некој од нив не му се покоруваат на словото, преку поведението на своите жени да се придобијат без приговор, кога ќе го видат вашиот чист и богобојазлив живот. Вашата убавина да биде ненадворешна, односно во плетењето на косите, китењето со злато или облекување на облеки, туку внатрешна, во срцето на скриениот човек, во постојаност и тих дух, што е драгоцено пред Бога. Зашто така некогаш се украсуваа и светите жени, кои се надеваа на Бога
i im se pokoruvaa na mažite svoj. Kako što Sara go slušaše Avram, narekovajte go gospodar. Vi jeste neizini čeda. Ako pravite dobro, ne plašete se od ništo. Така i vije mažite, živejte so svojite ženi vo razbiranje i počituvajte gi kako poslabo suštestvo i kako so naslednici na blagodatni od život, za da ne se pojavi prepreka vo molitvite vaši. Stradanje zaradi pravda. A najposle bidete site jednodušni, sočuvstvitelni, bratoljubivi, milosrdni, druželjubivi, ponizni. Ne vraćajte zlo za zlo ili navreda za navreda, tuku naprotiv, blagoslovuvajte, znajući deka za toa ste povikani, za da nasledite blagoslov. Zašto, koji go saka život oti saka da vidi dobri dela, neka go pazi jazik od svoj od zlo i usnite negovi da ne zboruvaat lagi. Neka odbegnuva zlo i neka pravi dobro, neka bara mir i neka se stremi kon nego, bidejki očite na Gospod se vpereni kon pravednite i ušite negovi kon nivnite molitvi, a lice to Gospodovo je protiv onije koji pravat zlo za da gi istrebi od zemljata. I koji će vi napravi zlo, ako pravite dobro? No, ako istradate za pravda, blaženi ste. Ne plašete se od ona od što tije se plašati, ne bojte se. Tuku Gospod Bog počituvajte go vo srcata svoji, a bidete sekogaš podgotveni so krotost i strahopočit za odgovor na sekogo koji od vas kepovara smetka za vašata nadež. Imajte čista sovest, da so toa što ve napađat kako zlostornici, da se posramat tije što ve kudat poradi vaši od dobar život vo Hristos. Zašto, ako je ugodno na Božjata volja, podobro je da stradate pravejki dobro, odkolku vršejki lošo. Bidejki i Hristos, za da ne dovede kaj Boga jednaš postrada za grebovite naši, pravednik za nepravednite, vistina umre po telo, no oživea so duhot. Vonego otkako sleze im propovede i na duhovite koji bea v zatvor, koji nekogaš ne se pokorija, koga Božjata dolgo trpeljivost gi očekuvaše vo vremeto na Noe, pripravenjeto na kovčegot, vo koji malkumina, odnosno 8 duši, se spasija od vodata. Obrazecot na ta voda, krštevanjeto, no ne odstranovanjeto na telesnata nečistotija, tuku vetuvanjeto na Boga dobra sovest, ne spasuva sega i nas preku voskresenijeto na Isus Hristos, koji, otkako se voznese na neboto, oddesno na Boga, a komu mu se pokoruvat angelite, vlastite i silite. Glava 4. Izmenet način na živenje. Bideći pak Hristos postrada so teloto za nas, togaš vooružete se vije so istata misla, zašto koji će postrada so teloto, toj prekinal so grevot, ta preostanato to vreme na život od vo teloto da nego prožive veće so čovečki pohoti, tuku spored voljata Božja. Zašto dovoljno je što mi na to vreme na život od go pominavte vo vršenja na voljata na neznabošcite, živejki vo nečistotija, vo pohoti, vo pijanstvo, vo prejaduvanje, vo prepivanje i vo nečestivo idolopoklonstvo. Zato a tije i se čudat što ne se družite s oniv vo to ist neureden život i hulat na vas. No tije će odgovaraat pred onoj ko je gotov da im sudi na živite i na mrtvite, zašto i na mrtvite im beše propovedano evangelijeto da primat sud kako ludje po teloto, a da živeat so duhot po Boga. Odgovorno pozuvanje na Božjite darbi. No blizu je krajot na se, pa bidete mudri i bodri vo molitvite, a pred se imajte postojano ljubov među sebe, zašto ljubov ta pokriva mnogu grevovi. Bidete gostoljubivi eden sprema drug bez negoduvanje. Služete si jeden na drug, sekoj so darbata što ja primil kako dobri upravitelji na raznoobraznata Božja blagodat.
Ако некој говори, нека знае дека зборува Божји зборови. Ако некој служи, нека служи според силата која Бог ја дава, та во се да се прослави Бог преку Исус Христос, чија слава и владење се вечни. Амин. Страдањата на христијанинот. Возлюбени, не чудете се на огненото искушение што ви се праќа за да ве испита како нешто необично да ви се случува. Напротив, ако учествувате во страдањата Христови, тогаш радувајте се, та кога ќе се јави неговата слава, да се зарадувате и развеселите. А ако ве укоруваат поради името Христово, блажени сте, зашто Духот на славата, Духот Божји почива на вас. Тие значи на него хулат, а вие го прославувате. Никој пак од вас да не страда како убиец или крадец, или злосторник, ниту како оној што се меша во туѓи работи. Но ако страда како христијанин, да не се срамува, туку да го прославува Бога за такво учество. Зашто време е да почне судот од Божиот дом, а ако почне, најнапред од нас, тогаш каков ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божиото Евангелие? И кога праведникот одвај се спасува, тогаш што ќе стане од безбожниците и грешниците? И така оние што страдаат според волјата на Бога, нека му ги предадат нему, како на верен Создател, душите свој, правејќи добро. Глава 5. Грижа за Божјото стадо. Оние кои се меѓу вас свештеници ги молам јас, кои самиот сум свештеник и сведок на Христовите страдања и соучесник во славата што ќе се открие. Пасете го Божјото стадо што го имате, надгледувајќи го не присилно, туку драговолно и според Бога, не заради срамна печалба, туку од се срце. И не како да управувате со народот, туку давајќи му пример на стадото. А кога ќе се јави пастироначалникот, ќе добиете венец на слава што никогаш не свенува. Исто така и вие помладите, покорувајте им се на свештениците, а сите пак покорувајте се еден на друг и здобите се со понизност, бидејќи Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Понизете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето. Сите ваши загрижености префрлете ги врз него, зашто тој се грижи за вас. Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. Спротивете му се со тврда вера, знаејќи дека такви страдања ги снаоѓаат и вашите браќа по светот. А Бог, на секоја благодат, кој ве повика за својата вечна слава во Исус Христос, сам по вашето кратко страдање да ве усоврши, укрепи и направи непоколебливи. Нему слава и власт во веки веков. Амин. Завршни поздрави. По Силван, нашиот верен брат, како што мислам, ви го напишав ова кратко послание, за да ве утешам и уверам дека ова е вистинската Божја благодат. Останете цврсто во неа. Ве поздравува црквата во Вавилон, избрана заедно со вас, и Марко, синот мој. Поздравете се еден со друг, со целив на љубов. Мир на сите вас што сте во Христос. Амин.